жените да се борат за повеќе права да биде. Да сме вклучени во сите активности, така, не само ние, пензионерите, и помладите, да бидат. Дури и председател може, зашто да не? Жена. Јас сум малце од постарите, 7 години веќе идам. Прво на Чикон почнавме, потоа се отвори, други работилници се отворија. Имаше разни. Имаше и за јазик, како што рекоа колешкиве, да не се повторуваме. И едно време одавме и манекенки тука. Да. Јас тоа сум го доживеала, мислам, на овие години. Не шминка, не правеа се ето тоа како во нашите времења што сме се облакале порано, така. Значи дома додека седиш и размислуваш за ова, за она, овдека ги оставаш тие проблеми, ги оставаш дома и тука си се забавуваш. Секој понешто има да си каже. Јас можам да се прилагодам и да постари со помлади, така лично сум, можам да се прилагодам и така да многу ми е убаво овдека. 2 часа ме исполнуваат, например, во денот кој ќе доаѓам. 2 часа исполнето сум и многу ми е убаво на бисичка. Пошто јас од малечка сакав да цртам, ама со друга професија се занимавав цел живот и случајно тука едни уметници што волонтирале, им покажувале како да цртаат, случајно се сретнав со нив и они ми предложија и така дојдов тука. Дојдов за сликарската, ама после се приклучив кон другите работилници. Пошто се стварно многу креативни, баш ми одговараат. Според карактерот, а и плюс тука жените, дружбата со нив многу ми значи. Дури пријателките ми викаат многу позитивно сум зрачел од кога се пензионирав и од кога доаѓам тука. Животот после пензија не значи дека престанува. Така да ние веќе постоиме 11 години на територија на градот Скопје, така да буквално нашите корисници кога заминуваат во пензија доаѓаат тука и не знаат што понатака. А тука едноставно го поминуваат продуктивно нивното време и се чувствуваат корисно. Тие не се само корисници, тие се и волонтери на нашите услуги. Everybody is happy. They feel relaxed. And recently there is one lady who came. She's new. I said, "Look, hey, you know, it is very good because at night, before I sleep only 2 hours, and now I'm sleeping after the practice. I sleep 6 hours." You are getting old, or when you are going on pension, you know, your world is, the limit of your world is shrinking. So, and you end up sitting at home, watching TV, going to the kitchen to eat something and to go to bed, and that's it. So, it is very unhealthy. So, how to push back the limits of your world for you to have more activities. And I would like to mention that why I'm volunteer to this project. It is because this project is responding to the needs. You have 2 parts. One part, it is mental,
Always you have painting, dancing, and one part which is a qigong. It is for the body, and without these two elements, you cannot be in good shape. Посебно е важно, пошто веќе ја напуштаме онаа стандардна работа што сме имале до тогаш, едноставно ни треба некоја, да речам, активност и на самиот мозок. А точно јас со qigong го пронајдов тоа активност на мозокот и физичко релаксирање на телото. Така да стварно сум презадоволна. Сега повеќе права имаат жените за разлика во наше време. Во наше време немаше тоа. Што ти каже мажот, тоа е. Закон беше тогаш. Треба да се истрајат во своите идеали што си ги имале од млади, треба да си одат по тој пат. Тоа што си зацртале да си го остварат. Треба да се бориме за уште повеќе. Никогаш не е доста. Треба да биде равноправна со мажите. Ја мислам дека секој ден треба жена да се поштува, не само на 8 март. И нека им е среќен 8 март на сите.